Во ова издание на Newsflash ке гледате. Европа и светот во шок по грозоморните снимки од мртви тела низ улиците во Украина. Светските лидери бараат одговорност од Русија. Украинци кои живеат во Битола спремни да се вратат во Украина и да се борат против руската инвазија. Која е разликата меѓу војната во Сирија и војната во Украина? Ќе ви кажеме повеќе во продолжение. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јованчо Номуски. Денес одбележува денот на НАТО 4 април. Вашингтон, клучниот партнер на Скопје, предупреди дека војната што ја почна Москва влијае и врз Балканот и неговата стабилност. Премиерот Димитар Ковачевски пак беше поконкретен. Вели, постојат конкретни хибридни закани и операции насочени против стабилноста на Западен Балкан. Најсоодветен начин за справување со овие закани, според македонската влада, е целосна интеграција во Европската заедница, додека денес и Европската унија ќе продолжи да работи на дополнителни руски санкции. Предупредување. Видеото кое следи содржи графички експлицитен материјал. Европската унија соопшти дека ќе разговара за нова рунда санкции кон Русија по пријавените злосторства во украинските градови кои се окупирани од руските сили. Шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел во изјава рече дека Европската унија итно ќе продолжи да работи на дополнителни санкции против Русија. Тој истакна дека масакрите во градот Буча и другите украински градови ќе бидат впишани во списокот на злосторства извршени на европско тло. Европската унија исто така ги поддржува истрагите за злосторства на меѓународниот кривичен суд и комесарот за човекови права на Обединетите нации, се вели во соопштението. Американскиот државен секретар Антони Блинкен остро го осуди ваквиот потек на Русија во неделата, обвинувајќи ја дека извршила воени злосторства во Украина, барајќи да ја истакне решеноста на воената алијанса да ја смета Русија одговорна за продолжување на борбите во Украина. Во врска со убиените украинци, председателот Володимир Зеленски изјави: "Ова е геноцид." Тој рече дека Украина е уништена и истребена од руските сили. Додека генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави за CNN дека ова е бруталност кон граѓаните каква што не сме виделе со децении во Европа. И генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш на Твитер напиша: "Длабоко сум шокиран од сликите на цивили убиени во Буча, Украина. Од суштинско значење независната истрага да доведе до ефективна одговорност." Руското министерство пак за одбрана тврди дека видеоснимките и фотографиите на загинатите се уште една провокација од Западот. Московските трупи се повлекува од територијата на Киев за да се префрлат во јужните украински градови вдолж Црното море, како и во спорниот регион Донбас во источна Украина. Но украинците не се предаваат. Украинец кој живее во Битола веќе 6 години е подготвен да замине за Украина и да се бори за слободата на својата држава, известува Мики Трајковски. Динара и Андреј Хафинец ќе го пропуштат овој Великден да го поминат со своите најблиски во Украина, откако работата ги донела во Битола, каде живеат повеќе од 6 години. На спомените и деновите поминати со семејството сега се навраќаат преку фотографиите, откако руската инвазија на нината татковина им ги промени плановите. Вели дека ниту едно место во Украина повеќе не е целосно безбедно. Многу е тешко да се гледа тоа што се случува, оти имаме голем дел од нашето семејство во Украина се уште таму. За сега се откажуваат да излегват од земјата. Тие се во западен дел од Украина, ама редовно има сирени, има воздушен аларм и понекогаш треба 3-4 пати во денот да се кријат во скриенка, во подрумот. Првите денови од војната раскажуваат дека биле вистински шок за нив. Се сеќавам во 6 сабајле ми се јави мајка и ми рече дека се почни војна. И првите 2 недели, да речем, ние како отсуствавме овде, ние бевме ментално и со срце, со умот бевме таму. Овде бевме само физички. Дури се плашив од некој голем звук, се плашив од звук на авион. Знам дека сум во безбедност, дека децата ми, фала Богу, се во безбедност. Најстрашно во моментот е во Мариупол, каде градот е опкружен со руската војска. Нема грејење, оти луѓето ја користат вода од системи за грејење, ја користат за пиењето.
за да си спасаат животи. Луѓето буквално умираат сега од глад и од дехидрација. За својата земја Андре е подготвен да замине во Украина и да се бори за незината слобода. Од почеток размислувам каде може да бидем највредни и да помогнем за моите, не само за родина, за фамилијата и за граѓаните. Тоа што останува за мене да дојдем таму и ќе земим оружје и браним земја. Кога дојде на блиско кај нашите, сигурно одим. После војната ништо повеќе нема да е исто, вели тој. И многу се зборува украинци, руси, братуче. Јас пред овиот конфликт бев нејтрален, како ред, добро, немам проблем со никог. А сега не сакам да имам ништо со Руси. Се надевам дека ќе се подобри ситуацијата и ние сигурно ќе победиме. И на двајцата многу тешко им паѓаат многобројните лажни вести кои се шират за војната во Украина. Треба да си барат информација од различни извори и да прво да размислуваат што е морал и што е вистина. Сакам да кажам да сите македонци да имаат критично мислење. Тоа е главно. Да се не користи само еден извор, да се анализира, да се гледа и другата страна, да знаеме што сега се прави во Украина. Кој напаѓа, кој се брани. Се надеваат дека за бргу ќе може да се видат со најблиските, а уништените градови повторно да бидат изградени. За Гласот на Америка од Битола, Мики Трајковски. А која е разликата меѓу војната во Сирија и Украина? Има ли сличности и кои се тие? 11 години војна ја остави Сирија опустошена и нестабилна. Владата на претседателот Башар ал-Асад го контролира поголемиот дел од земјата, но не целата. Овде во Идлиб, провинција со 4 милиони луѓе, локалното население се уште го вее знамето на сириската револуција, започната за време на арапската пролет 2011. Преживеаните велат дека тој сон брзо се претворил во кошмар, кој продолжува и до денес. Ниту го разбираме, ниту можеме да го опишеме тој ужас. Ги будевме децата среде ноќ да бегаме. Ладно, страшно. Ги затвораат ушите додека паѓаат бомби. Спасувачките работници велат дека кога Русија се вклучила во војната 2015, нападите станале поразорни и цели градови биле под опсада. Како што напредува војната во Украина, сириците велат дека стравуваат од цивилите таму, се веќе се соочуваат со истото сценарио. Касетните бомби се опасни. И година-две подоцна дете може да помисли дека е играчка и да биде разнесено. Тоа се случува сега. Русија е една од неколкуте земји кои распоредија сили во сириската граѓанска војна, што предизвика половина од населението да ги напушти своите домови. Половина милион загинаа. Москва кажа дека се вклучила во војната за да се бори против тероризмот и да помогне да се врати контролата врз земјата. Абу Бахар ги следи нападите за да ги предупреди локалните семејства. Вели дека може да кажат дали нападот дошол од сириската влада или руските сили врз основа на видот на оружјето. Руските авиони носат ултрамодерни бомби и проектили кои може да ги уништат цели населби. Семејствата во Идлиб велат дека никогаш психички нема да закрепнат од влијанието на овие напади, често и физички. Некои од загинатите се уште не се погребани. Во моментов има една жена од соседството која остана под урнатините откако нивната куќа лани беше бомбардирана. Таа ја обвинува сириската влада и незините сојузници, вклучително и Русија, за нивното страдање, а го обвинува и остатокот од светот, што стои настрана. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. До гледање до утре, имајте убав остаток од денот. Пријатно.